Снежана и 7 ѓуѓиња. Еднаш многу одамна си живеа еден крал и неговата убава кралица. Тие имаа преубава ќерка, што се викаше Снежана. Но еден ден, за несреќа, кралицата почина, а кралот се ожени за друга жена. Новата кралица беше многу горделива жена и не ја сакаше Снежана. Таа имаше волшебно огледало кое го прашуваше: "Огледалце, огледалце мое, најубава кралица на светот која е?" А огледалото секогаш ја покажуваше незината слика. Снежана растеше и стана прекрасна девојка. Еден ден, кралицата застана пред огледалото и го праша: "Огледалце, огледалце мое, најубава кралица на светот, која е?" Огледалцето ја покажа сликата на Снежана, а кралицата збесна: "Однеси ја Снежана во шумата, убиј ја и донеси ми го незиното срце како доказ," му нареди лошата кралица на ловецот. Но ловецот и го поштеди животот. Снежана бегаше низ шумата и стигна до една кукичка. Таа беше многу малечка. Внатре, на масата имаше наместено се за 7 луѓе. 7 чашки, 7 чиничиња и 7 прибори за јадење, сите малечки. Имаше и 7 креветчиња наредени по ред, кои беа толку удобни, што таа легна и заспа. Спиеше многу долго. Наскоро 7 ѓуѓиња се вратија дома во кукичката. Ја најдоа Снежана заспана врз нивните креветчиња. Кога се разбуди, таа им раскажа што и се случи. Од тогаш продолжи да живее со нив прекрасен и среќен живот. Времето си поминуваше, а кралицата веруваше дека Снежана е мртва, па затоа беше многу среќна. Еден ден, како по обичај, застана пред огледалото. "Огледалце, огледалце мое, најубава кралица на светот, која е?" Огледалото повторно ја покажа сликата на Снежана. Овој пат, кралицата реши самата да ја убие Снежана. Се претвори во продавачка на јаболка, па појде право во кукичката на Снежана. И рече: "Малечка, пробај го јаболкото, па ако ти се допаѓа, купи си повеќе." Во истиот миг, кога го гризна јаболкото, Снежана падна на подот без свест. 7 ѓуѓиња решија да ја стават во стаклен ковчег. Еден ден, еден многу убав принц помина и реши да ја земе со себе во своето кралство. Кога го подигна ковчегот, тој падна и се скрши. Снежана со тресок падна од ковчегот, па така и парчето јаболко што ѝ беше заглавено во грлото испадна. Таа оживеа, а принцот се ожени со неа.